Добро вечер. 5 дена до стартот на изборната кампања, 21 ден до денот Д, односно денот за избори. А вечерва во топ тема. Што говорат партиските листи за кадровските и програмските политики на партиите? Зошто се занимарија идеолошките бариери во формирањето на предизборните коалиции? Што ќе доминира во кампањата? Микропроекти за подобар живот или макростратегија за ослободување на заробената држава? Само начални дилеми за вечерашната дебата во која мои гости се Катерина Колозова од Институтот за општествени и хуманистички науки. Добро вечер и добре дојдовте. Митко Гаджевски, политиколог. Добро вечер и за вас. И Алберт Мослиу, политички аналитичар. И надвор од сето ова што го најавив, бидејќи иако е некаков чуден период во држава во која постојано се води кампања, сега имаме недела дена според пржинските закони во кои партиите не смеат да водат кампања. Меѓутоа и покрај тоа работите се менуваат од час во час, па денеска имаме своевиден бунт на судиите или дел од судиите. Според некои информации 15, според информациите на Телма 13, кои кренаа глас против председателот на Кривичниот суд. Па Колозова би почнал од вас, на што е ова знак? Пукаат ли кристалите во Сваровски судството или нешто друго се случува? Па, очигледно дека е тоа симптом на некакво незадоволство од систем на владење кој се сведува на она што го нарекуваме заробена држава. Иако не мислам дека на тој начин ќе пукнат кристалите, сметам дека демонтажата на заробената држава е всушност една макотрпна, крајно техничка и досадна работа. Значи, не мислам дека како во најавата... Да, досадна во смисла макотрпна, техничка, се сведува на ниво на политики на управување, не е макро приод на некаков драматичен пресврт. Мислам дека за цело време го имаме тоа недоразбирање меѓу оние кои што се критичари на власта и кои го усвоија концептот зад таа критика, концептот на заробена држава зад одреден критички дискурс во поглед на начинот на владење овие години, но многу често забележам дека се сведува на логика, да, на такви макропотези, на некакво драматично доделување правда, делење правда, на некаков вид на воведување на катарза, значи еден вид на естетизација на целокупната политичка реторика. Од заробувањето на државата е еден технички, макотрпен, заради тоа реков и досаден процес, затоа што за нашите во соглед на нашата љубов кон драма, политичка и секаква драма, во јавната расправа, тоа се усвари технички потези. Што попрво ви паѓа на памет кога еве денеска го слушате тоа писмо од 15 суди контра председателот на судот, во кој што се посочуваат дози на работи, што е тоа? Прво си велите добро е, почна му текна на некого, или пак она обратното. Ако сме дојдени до ова дередже преку вакви писма и на ваков начин да се пресметуваат луѓето од судската фила, тогаш дајте одете си сите па да почнеме однов. Не постои одете си сите, а да почнеме одново, и упорно тврдам дека не е од заробувањето нема да се случи по пат на хероизам на определени личности, по пат на морална некаква преобразба и пресврт, туку по пат на макотрпно техничко изведување на, еве во овој случај, препораките од ургентните реформски приоритети. Значи, првото што го помислуваме, добро е што се побунија, но лошо е ако остане на афект, лошо е ако остане на персонални решенија, лошо е ако се остане на истиот начин на практикување на тој вид на таа власт, од една од трите видови власт. Со мисла дека решението е персонално, а не системско.
Значи, тоа на кој што јас би инсистирала е дека реформските приоритети, онака како што се наведени кај Прибе, дека треба најученички да се седне и да се спроведува. Ќе разговараме за нив и колку ги сваќаат партиите. Прво да почне од колку ги сваќаат партиите, но да го прокоментираме овој дел. Муслиу, како вие гледате на ова што и изминатава недела се случува околу председателот на Кривичниот суд, меѓутоа се почна со една пријава од еден судија, денеска имаме практично 13 судии подпишани против него, представка до Републичкиот судски совет. Што се случува според вас? Јас само би додал, може би ќе биде работата техничка, досадна, но тоа не го разбира правосудството. Имајќи ги во предвид искуствата и од регионот, низ кои процеси они поминуваат. Значи, судството е тоа ударното и тоа ќе помине сигурно низ една катарза, ќе помине низ еден процес кој ќе биде индивидуализиран, знаете. А тоа можевме да го слушнеме и од најавата, бар од опозицијската, дека ќе има драстични промени таму и можем да земеме една паралела во Албанија, например, каде што секој дел на правосудството поминува низ еден ветин процес, каде што и меѓународните партнери се вклучени, дури има интервенција и во уставот, и каде што секој суде индивидуално и ќе се проценува и неговата професионалност, и неговата етичност и така натаму. Така да мислам дека најдраматично и во таа постфаза ќе биде баш во судството. Не верувам ја дека во администрацијата ќе биде драматично. Што е ова што сега ни се случува? Бидејќи имаме еден извештај на Европската комисија кој што го имаме минатата недела и кај што знаеме што се пишува за судството, да не цитираме, да не повторува. Апсолутно. Ја имаме председателката на Врховниот суд која што наеднаш добива некаков избрик на искреност и апсолутно се согласува со целата содржина на тој извештај. Наспроти неа ја имаме председателката или директорката на Академијата за суди и обвинители, која што вели апсолутно дека Европската Унија ја утнала овој пат темата. Парафразирам, меѓутоа тоа е суштината на нејзината изјава и го имаме денеска овој, како што еве ние го крстивме, бунт во судство. Види, сега што е, што, каде е, каде? Треба да се земат предвид искуствата кои сме го имали. Значи, само да СЈО, например, нам ни дава искуство дека квалитетни кадри има. Значи, кога збориме за судството, збориме за една високообразована и професионална фела. Не збориме ние сега за некоја друга фела, неќам да ги категоризирам, но судството е високопрофесионална фела и може би ова е тенденција да се детачираат, одвојат или да покажат на некој начин врз себе дека има и во судството луѓе кои не се баш толку земени под рака или ако се земени под контрола, се земени на сила и така натаму. Мислам дека дел од причините е тоа. Може би и флуидот и чувството кој се чувствува во општеството, дека такви промени кај нас ќе има. Независно како ќе завршат изборите на 11 декември, јас сум прилично сигурен дека извештајот на Прибе и судството ќе бидат дел од тешките реформи низ кои ние или на таа детоксикација, да кажам, на тие земени институции низ кои ние ќе мора да поминеме. Да, има еден колега напиша на изборите ќе победи Прибе. И тоа е многу интересна теза која ќе ја дебатираме подоцна, меѓутоа да докажам. Мислам дека и политичките партии кои учествуваат во процесот, независно како му приоѓаат на ова прашање, тука нарочно на СЈО, но и на реформските процеси кои треба да ги спроведат. Сите се свесни дека од тоа бегање нема. Овие и со последниот извештај дефинитивно стана дел од нашите евроатлантски интеграции. Значи нема од тоа бегање. Тие ќе стават дел од известувањето годишно кое ние ќе го имаме. Така да затоа таму е ставено дека предуслов се изборите, но овие реформски бегање од овие реформски процеси нема. Така да може да се каже дека е очекувано да дел од судството не ова прв пат, ми имавме случај каде што СЈО за изненадување на сите доби, например, налог да влезе во УБК. Значи, такви инцидентни ќе има. Овие работи не се случуваат во другите судови. Дали е инцидент или не, бидејќи еве сега нафрла многу изјави во ист контекст. Од друга страна имаме и една друга изјава денеска на државниот, на републичкиот јавен обвинител пред студенти на правниот факултет, каде што изјавил дека за него специјалното јавно обвинителство е неуставна категорија. И сега кога сите овие различни изјави, различни случувања ќе ги ставиме на купче,
Гаджевски, кој е вашиот одговор на она почетно моje прашање, пукаат ли кристалите на Сваровски судството или Вака, се ова само спорадични некои бранот на ослободување на граѓаните трае подолг временски период. Може би за да го стигне тој бран судството потребно е малку повеќе време, меѓутоа ќе стигне и до него. Ја сум убеден дека како поминува времето, така се повеќе и повеќе луѓе кои што се директно одговорни за исполнување на високи државни функции ќе се одважат и ќе излезат пред граѓаните со лицето кое што граѓаните сакаат да го видат од нив. А тоа е честното лице на оние кои што ги спроведуваат тие функции и за тоа што се истите тие платени од џебот на граѓаните. Така што мислам дека ова не е случајно, тајмингот не е случаен. Веројатно предчувствуваат и тие самите дека нешто ќе се менува во многу брза иднина, така што од таму извлекувам поука дека во овој момент тие го бираат тајмингот и се качуваат на возот кој што значи промени не само во судството, туку генерално во општеството. Долго е емисија, се надевам дека ќе се навратиме на... Сигурни ли сте дека е ова најава за качување на возот на промените, бидејќи има едно друго толкување? Дека се е дел од една поголема игра, а таа поголема игра се нарекува реизбор на двете клучни институции, председател на Врховниот суд и председател на Кривичниот суд, каде што во Кривичниот суд еден од тројцата кандидати е токму актуелниот председател Панчевски. Сега што имаме? Која игра или качување на возот на промените, како што ве? Мислам дека е уште рано, има уште еден месец да поминат изборите, па ќе имаме многу појасна слика. Ние сите се плашевме од Уставниот суд околу преиспитувањето на уставноста за специјалното јавно обвинителство. Таа закана постои се уште. Постои, меѓутоа беше седница кога сака. Точно, меѓутоа беше многу пати напоменувано дека доколку се случи тоа, откога ќе се распусти парламентот, можно и да не се случат избори. Еве гледаме дека тоа не се случи и дека за 20 дена ќе имаме избори, 20 и некој ден. Мислам дека луѓето се повеќе и повеќе се освестуваат каде се наоѓаат и што се случува со нивната држава. Веројатно сите последователни настани кои што се случуваат во Македонија од студентските протести па до денеска влијаат врз одлуките кои што ги носат сите поединци или групи во ово општество кои што се директно одговорни за негово функционирање. Колозова и Муслиу, препознавате ли она што Гаджевски го рече, фаќање приклучок кон промените, прифаќање на очекуваниот дух на промените според него, или сепак се работи за нешто друго, бидејќи има уште еден специфичен момент, а тоа е дека во писмото што од 13 суди кои што го добивме ние како јавност, ги нема имињата. Според некои информации, исто така нивните имиња и презимиња ги нема ни во писмото оставено до судскиот совет, туку само својрачни потписи. Што сепак сугерира дека тој страф се уште не е докрај исчезнат, бидејќи веројатно не е така едноставно да после толку години молки починетост да се излезе со писмо пред монструмот од институција како што го нарекуваат судски совет со име и презиме и да се посочи кон некого со прст. Да, ако се сеќавате на тие пасажи од извештајот на Прибе, постојано се нотира стравот и паранојата во судската фела. Значи, и токму заради тоа треба логиката да ја извртиме од она што доминира за цело време во нашиот дискурс, а тоа инсистирање на херои меѓу судиите, барање херојски лик или лик чесен или лик на доблесност меѓу нив. Поентата во таа анализа на Прибе е дека е системот таков што ги подчинува луѓето на тој начин, значи тие професионалци во судство, да се во постојана состојба на страф при вршењето на својата работа. Значи, фактот дека тие луѓе се уплашени, упатува на тоа не дека кај нив има некаков проблем како личности, туку дека системот е репресивен. И само сакам да се вратам на поентата што ја загатнав во претходниот одговор.
ако се сеќавате кај Прибе, врзани се на инхерентен начин реформата на УБК и судството. Прибе инсистира дека ако не се случат неколку законски измени, кои ќе доведат и до промена во практикувањето на својата работа на УБК, судството никогаш нема да биде независно, затоа што УБК има право да интерферира во сите нивоа на истрагата и со самото тоа вика го попречува во независноста лидерот водителот како би било на истрагата, the leader of the investigation, што би било обвинител. Обвинителството. И од тие причини специјалното јавно обвинителство не прво не гледам зошто би било противуставно, никако не разбирам зашто би било. Специјални обвинителства, судови слично може да се формираат ако има потреба од нив во определена демократија, а во случајов кога е нотирано ова заробувањето на судството кое е иманентно врзано со законски допуштената апсолутна моќ на УБК, не гледам која друга можност да се практикува независно судството, барем за овие случаи високо профилирани, освен преку специјално јавно обвинителство. Затоа викам, реформите се всушност многу технички и заради тоа дискусијата знае да зазвучи досадно, затоа што е анализа на системите и механизмите и демонтажа нивна, но поентата за цело ова е дека значи, добар систем е систем кој што не зависи од контингентноста, дали тој што е на таа позиција е добар или лош човек, дали е доблесен или не. Доколку е системот во ред и доколку се политиките во ред, ова е сведено на минимална релевантност. И се додека не зборуваме на таков технички начин, а не во морални термини, прашање на интегритет, честност, чистина и слично, ние не продираме до суштината на тие препораки на Прибе. И уште за прв пат ни се нацртани во последниот прогрес репорт цитати има од реформските приоритети. И ова треба да направите, и ова треба да направите. И подвлечени со црно. И повторно тоа не го дискутираме. Тоа е нашиот проблем што се подцртани, подвлечени, овој пат дури нацртани и луѓето и челниците на институциите со уште што ги нема со име и презиме, меѓутоа ние имаме една сосема поинаква стварност. Ја тоа и го реков, ова е фаќање ветер, значи се чувствува тоа. Второ, се знае неминовноста дека низ овие промени ќе се помине. Кога реков дека најдраматично ќе биде во правосудниот систем баш заради тој личен интегритет. Значи, правосудниот систем, за разлика од УБК, не се гради само со законски решенија, затоа што доаѓаме до самосталната судска пракса, каде што е битен судијата и неговиот личен интегритет. Ја мислам дека тоа чувство е таму. Одважност се покажа дека има. Значи, не е овој првиот случај, ми имавме индивидуален случај кој го направи нешто што нам не беше замисливо. Тоа што влезе од ВКП, па ја видовме резистенцијата која се покажуваше при спроведување на таа судска наредба. И трето, мислам дека треба малце и да сватиме зашто постоел стравот, затоа што искуствата биле такви. Да не забравиме, кога беше присатен и министерот во судскиот совет, ние имавме бркање на судии и без причина. Значи, стравот се импонираше, не се појави он сам по себе. Дали преку буџетите на судовите, дали преку односот на извршната власт кон судиите, па дури и на судскиот совет со влијание на извршната власт, значи реално стравот постоеше поради конкретни примери, а не само виртуелно затоа што некој некому му се заканил. Значи судиите не чувствува заштита, дека се заштитени за да можат независно поголем број од нив. Сега не можеме ние да ги класифицираме сите во еден кош и мислам дека оваа иницијатива е баш поради тоа. Се јавува и лична потреба да се одвојат или издвојат одредени судии да не паѓат во истиот кош на Сваровски судството и мислам да ако на СЈО му се овозможеше и поефективна работа, дека вакви случаи ќе имавме и многу повеќе, и не само во судството, ќе имавме и во другите делови на извршната власт. Но дека затоа реков дека судството или судиите као една
добро образована и мислам елитна категорија на државниот апарат побрзо ги фаќаат овие работи, сигурно тоа е факт. И може би ова е една од причините. Не верувам во конспирација дека сето тоа е концентрирано само кон една личност, затоа што не се случуваше само околу изборот на председателот на судот. Туку ја имавме и председателката на Врховниот суд. И го имавме... И таа подлежи на реизбор и затоа се поставува прашањето и за незиниот молк досега, бидејќи таа е на врвот на пирамида. Збориме за категорија која се свесни што се случува и во обкружувањето. Се свесни дека е можен севкупен реизбор да се случи. А такви најави имавме, например, ако победи опозицијата, веќе лидерот тоа и го најави дека ќе има општ реизбор, но професионален општ реизбор, како што се случува и во некои држави. И тоа е процес каде што и личниот интегритет, досудените предмети, евентуално укажувањето на притисокот кој бил вршен врз нив, ќе влијае и врз тој цел процес, затоа што тоа е столбот на општеството и добро е што вакви примери имаме, независно од мотивите според мене. Прифатливи се за вас овие изјави на покаяние кои што доаѓаат од луѓе кои што биле на врвот на пирамидата, може би придонесувале помалку или повеќе за она дно до кое што сме дојдени, но еве сега го вртат својот брод, своите едра по некои други ветришта. Така. Значи, според мене се многу закаснати, доколку навистина сметаат дека можат да придонесат нешто за побрза промена на тоа што беше сугерирано многу поодамна, мора многу порано и да реагираат. Меѓутоа, извештајот на Привет сочинува токму тоа што тие треба да го направат. Најголемата трагедија е во тоа што ние потрошивме толку време, толку пари, толку средства и од меѓународната заедница за да го реформираме тоа судство и тој судски систем, што за жал се покажа како многу неуспешно. Еве денеска гледаме 46 милиони евра странски донации. Така, значи статистиката не е апдейтувана со последната година и пол. Тоа е поразителна информација да вие потрошите толку пари на едно место, а гледаме дека ако луѓето сами не се одлучат да превземат нешто, зборувам за во конкретни случаи, за судииве, тогаш излегува дека попусто се потрошени тие пари или тие средства. Така што овој процес претпоставувам дека ќе се одвива многу поактивно после изборите, после 11 декември, затоа што ќе имаме и појасна слика за тоа во кој правец ќе трне Република Македонија. Дали сакаме вистински реформи, здрави реформи, независно судство, или сакаме да продолжиме по патот по кој што одевме до сега, а кој што гледаме дека не дава некои посериозни резултати. Овде кај заокружуваме оваа тема, а по паузата за реклами со најавените дилеми поврзани директно со изборите, изборните листи, пораките што партиите ги праќаат со кандидатите кои што ги одбра и со досега објавените програмски залажби. Останете со нас. Катерина Колозова, Алберт Муслиу, Митко Раџовски се мои вечерашни гости во вториот дел за она што не очекува од понеделник натаму изборната кампања. 11 политички субјекти, од кои 5 коалиции се во изборната трка. Пред дебатата да видиме кој против кого и каде. 11 политички субјекти, од кои 5 коалиции ќе ги одмерат силите на предвремените парламентарни избори. Поради низа неправилности отфрлени се листите на Социјалдемократската партија на Македонија, предводена од Бранко Јаневски, и Народното движење на Јанко Бачев. Граѓаните на 11 декември ќе избираат меѓу кандидатите на Коалицијата за подобра Македонија, опозицијската коалиција предводена од ЦДСМ, Коалицијата за промени и правда, Коалицијата ВМРО за Македонија и Коалицијата Алијанса за албанци што ја сочинуваат движењето за реформи, ДПА, Унитети и НДП. 6 политички партии ќе имаат самостоен настап. Двете најголеми партии на албанците, ДУ и ДПА, Левица, Либералната партија, ПДП и БЕСА.
Во првата изборна единица ќе се соочат Поповски, Пендаровски, Трајанов, Дончев, Величковски, Груби, Орана, Ибрахимија, Пасиев. Во втората Тодоров, Спасовски, Кекеновски, Балковски, Бузлиев, Стојанов, Халими, Ибрахими, Гаши. Третата единица Димовски, Николовски, Стојменовска, Ангелов, Марковски, Марија Џонс, Дурмиши, Рушити. Изборната трка ќе биде најинтересна во четвртата изборна единица во која треба да се соочат лидерите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Во истата изборна единица ќе се обидат да придобијат гласови и Љупчо Ѓоргиевски и Слободан Богоевски. Носител на листата на Либералната партија е Даница Јованова, на левица Митко Николов. Од партиите на албанците своја листа има само Дуи, неа ќе ја предводи Артин Спахиу. Во петата изборна единица ќе се сретнат Милошовски, Шекеринска, Делов, Бошковски, Мицковски, Савески, Шакири, Усеини и Лабеништи. Во шестката Ѓорчев, Шилегов, Ахмети, Тачи, Касами, Вилковски, Мајсторовски. За седмата изборна единица кандидатски листи доставија 3 коалиции и една политичка партија. Носител на листата предводена од ВМРО ДПМН е Рамазан Мифтаровски, на СДСМ Блажо Стојанов, Дуј Џевдет Спахиу и коалицијата ВМРО го предлага Стојадин Наумовски. На овие избори право на глас во диаспората ќе има 20.629 граѓани кои гласачкото право ќе може да го остварат во 41 дипломатско-конзуларни представништва. Гласањето нема да се спроведе во 9 конзуларни представништва бидејќи се пријавиле помалку од 10 граѓани. Станува збор за Токио, Атина, Киев, Њу Делхи, Тел Авив, Солун, Каиро, Астана и Талин. Јулијана Пешеска беше тоа со подсетување за изборните листи, колку се толку се. Тие се 11, од кои 5 коалиции. Колозов многу врева имаше, многу анализи. Кој влегол, кој не влегол, какви се личностите, дали се млади, дали се стари отслужени, кои што требало да бидат заменети со нови. Како гледате на цела таа дебата која што веќе е зад нас, меѓутоа сепак заслужува анализа, бидејќи и со изборот на кадрите партиите упатуваат порак? Тоа што мене ме интересираше на оваа тема апропо листите, јас повеќе се занимавав со кандидатите на опозицијата и тоа што јас го доживев како разочарувачко не е поврзано со персоналните решенија, значи не е врзано со мој проблем со било која од личностите посебно, иако со некои со поголемиот дел од овие за кои што се крена врева, јас лично имам проблем, но мислам дека проблемот на опозицијата е поголем, дека кога имате популистички опонент, треба да имате популистичка листа. Значи, или листа која ги земала во обзир логиките на популизмот. Значи, за ВМРО ДПМН имаме идеја за нивниот профил, имаме идеја за нивните ставови. Повеќето од овие лица веќе парадирале, дефилирале низ нашата политичка јавност. Имаме однос кон нив. Повеќето од овие лица но велите листата на ВМРО ДПМН не ме интересираше многу, меѓутоа кога амбасадорот Жбога рече дека изборните листи се првиот чин кога треба да се покаже нетолерантност кон корупцијата и криминалот, веројатно најмногу мислеше на изборните листи на ВМРО ДПМН, бидејќи кон нив се насочени и голем број од сомнежите од снимките, од бомбите, работата на СЕО. Не сакав да кажам дека тоа не е важно прашање, само сакав да кажам што мене лично ми интересирало, затоа што сметав дека опозицијата игра на таа карта или оперира со свеста дека има популистички опонент и ќе го земе тоа во обзир при формирањето на овие листи. А овие листи се главно, не знам, безпрофилни, невпечатливи, млаки, значи од
тој аспект гледав на прашањето, се позанимавав со тоа прашање. Значи, тоа прашање го отворив апропо листите, не дека и првото не е важно. Може би затоа што мојот личен интерес во последно време е од областа на популизмот, во политичка теорија, од областа на популизмот, новите форми на популизам, десен и особено лев популизам. И заради тоа се позанимав со таа тема, не дека прво прашање не е важно. Муслио? Сега, ја мислам дека изземањето од популизмот е дел од стратегијата, затоа што да се бориш со популизам со некој кој е на свој терен е малце и стратешки е погрешно. Ја мислам дека тоа искуство и го дожива СДС. Мислам дека листите се повклучиви, бар избор листи сега тие луѓе што ги знам, не можам да ги знам сите, таму се 120, но во секој случај има една најава за една нова повклучива стратегија, поширока стратегија, може би баш поради тоа и не се отиде заедно со левица, например, која е лево популистичка партија. Мислам дека секој име таму е поради некоја причина и мислам дека си го концентрира повеќе фокусот на бирачи кои и од кои ќе бара глас. Знаете, не може вие да барате гласови од сите. Бар овие денови ми пратевме што се случуваше и во Соединените Американски држави, таму секој дел од програмата, секој дел од настапот, секој име значи одредена таргет група или одредени гласачи кои вие ги барате. Ако тие промени кои се покажа дека многу таргети се промашија, особено на страната на демократите. Они имаат други изборен систем, таму и бројките не се секогаш најважни, имате популарни гласови и електорални гласови. Со популарни гласови, например, губитникот победи. Неќев да го коментирам нивниот избор. Се извинувам, само мала дигресија, ќе морам подоцна да ја дадам време на Колозова да ја објасни својата прогноза, бидејќи во ова студио даде прогноза дека Трамп ќе биде победникот, на што други не и веруваат. Меѓутоа продолжете сега. Ако беа збунети во Америка, со тоа сигурно Катерина или така опонентски си го рекла, тоа него тоа беа сите изненадени и можеме да коментираме и за тоа кај ги гледаме причините. Но сакав да кажам дека оваа листа е вклучива. Е во согласност со таа нова филозофија или со нова политика која СДСМ ја најавува и ќе видиме како тоа се рефлектира кај граѓаните. Но во секој случај е повклучива и се иззема од теренот каде што сигурно дека опонентот во тие популистички методи бил појак. Не ја гледам тешка или лесна, мислам дека секоја личност таму што е со причина, можеби подоцна ќе коментираме. Да, ќе разговараме кој зошто и каде, особено четворката, но да го слушаме. Па јас се согласувам со господинот Муслиу, инклузивна е оваа листа. Не само заради тоа што на таа листа се најдоа некои кандидати кои што сте млади, перспективни, беа вклучени во некои граѓански движења, меѓутоа на листите на опозицијата можете да најдете и етнички албанци кои што се на високи позиции, што не е случај да речеме со другите политички партии, односно со ВМРО ДПМН, каде што листите се направени од чисто партиски кадри, нели нормално е и дел од коалиционите партнери кои што ВМРО ДПМН решила да им даде можност да бидат на добитни места. Во врска со листите на опозицијата, за мене е еден вид на освежување на македонската политичка сцена, затоа што, еве да речеме, во првата изборна единица Стево Пендаровски, кој не е член на Социјалдемократскиот сојуз, е носител на листа. Имате добитни места, како што кажав, на другите етнички заедници. Член од студентскиот пленум и од Шарената револуција се вклучени исто така на листите, кои што се артикулација на граѓанското движење во Македонија, така што мислам дека овој потек и предпоставувам дека е пресметан кога се правеле листите и од таа причина тие се ставени на тие позиции. Секако дека секогаш ќе се најде некој кој што е незадоволен од тие листи и никогаш не може да направите вие идеална листа и по вкус на сите. Меѓутоа, треба да се насочите да направите листа која што ќе биде прифатлива во изборната единица каде што вие таргетирате гласачи. За жал, Република Македонија има таков
избирачки модел, каде што граѓаните не може да се одлучат да гласаат за тој кој што е, да речеме, 15 или 17 на изборната листа, туку мораат да гласаат за носителот и според Донтоновиот модел преференцијално гласање ќе чекаме на подобри да влегуваат кандидатите, така што претпоставувам кога се правеле тие листи се сметало и на тоа да оние кои се погоре на листата да може да повлечат поголем број на гласачи. Сега тука морам малку да подвлечем една линија меѓу она што се случува во албанскиот блок и она што се случува во македонскиот блок, особено коалициите кои што се случува во македонскиот блок. Значи тука се заборави комплетно на идеологија на се, коалицираше секој со секого, а зошто? Која е пораката на тој тип на коалиции кога било каква идеолошка матрица, основа, врзивно ткиво сосема се запора? Па популизмот, па ќе се вратам на тоа, е во основа надидеолошки. Популизмот оперира со комплетната, нарекуваат и така, естетизација на политичкото. И тоа е естетизирано политичко заведува. Значи, принципот на кој што ги придобива гласовите е заведување, дословно. И значи има и заради тоа сршта да тој нов популизам, значи не зборуваме за класични дефиниции на популизам, туку од средина на 90-ти наваму се развива тој концепт на популизам со школата на Ернесто Лаклау, и не зборам за абстракција, за схоластика, за академизам. Ова е модел кој што се применува веќе масовно насекаде, и на исток, и на запад, и на север, и на југ. Значи со потполно истиот приод кон популизам пристапија во Америка и Доналд Трамп и Берни Сандерс. Ако забележавте, и двајцата беа аутсайдери во партиите во кои што влега. И двајцата пробаа да ги редефинираат идеолошки. Доналд Трамп оди со alt-right, Берни Сандерс проба со социјализам, се нарекуваше себе си и социјалист. Или целата таа група околу него, или движење прогресивци. Значи, има некоја лабава дефиниција лево-десно, лабава припадност лево-десно, но она со што се работи се емоции, се идентификација со фигури, со лидери, и заради тоа, на тоа мислев кога реков дека тоа недостасувало кај СДСМ во профилот што ги избрале, што ги избрале, профилот на кандидати, лидерите, да, на листите на првите позиции се познати. Но понатаму, значи, вие да имате такви живописни ликови од шарената револуција, а да не ви се појават на листите, несватливо, тоа популистички момент што бил пропуштен. Ете, например, тоа е една од забелешките. Од друга страна, левица биле многу итри на тој план, многу разумни на тој план. Левица избрале лидери на листи кои што се сите профилирани баш како Сандерс, например, или Трамп, како андердокс, како луѓе кои што не биле во мејнстрим политика. Вие гледате на сликите дека они се она, како е она поинт, odd out, кој штрчи во сликава. Дури и како физиономии, како појави се различни. Значи, создаваат аура на автентичност, и тоа е момент кој што, например, можел СДСМ да го има, а пропуштил да го има, а имал пул на луѓе од шарената револуција од кој што можел да црпи. Во тоа се содржи критиката, и мислам дека, еве, ако го со оваа споредба со Америка, дека може би е појасно што сакам да кажам. И од тие причини во мај реков дека ќе победи Трамп, а не Хилари, и ако сите знаат дека навевав за Хилари. Значи, кога ќе предвидам нешто, тоа не значи дека го предвидам тоа што ми се допаѓа, туку тоа што ми се чини најверојатно. Прво, ја мислам дека сега во оваа бука околу губењето на профилот леви или десни е тенденција да се разводни тоа што се случувало. Ние сме имале подраматични случаи. Во 2006 имавме добиење на власт со тотално идеолошки спротивна политичка партија, значи владеачката која дојде на власт доби заедно со НСДП, која дефинитивно не се вклопуваше во идеологијата која бар у тој период
се промовираше од страна на владачката и второ да не заборавиме, Да, но има не само ова да го дефинирам. прашањето имајќи ги предвид нели оние прашања како можеше Зора Заев да му прости на Милетич или што бараат Титовите леви сили со не се спорни тука Титовите леви сили. Ние збориме за поозбилни политички партии, каде што имаме, например, една социјалистичка партија која од старт е у коалицирање со владачката партија, и ако тука може да најдете некој идеолошки заеднички индекс, тогаш би биле уметник. Значи, по некоја политичка логика, идеолошка, СДСМ е поблиску до десните од социјалистичката, која треба уште полево да се развива. Така да, ја мислам дека сета таа тенденција беше дел од дневната политика, да се направи галама околу нешто што е безпотребно. Како кој некому му простил, тоа треба да го процени и математички и стварно реално. Не гледав ја причина зашто ние као општество 2-3 дена би се бавеле околу тоа. Вие гледате дека имате лов на лидери на партии. Имате лов на лидери на партии и тоа се случува за турските партии. Кај е лидерот, кај е партијата, кои гласови ќе ги земе. Како тоа да е толку битно? Тие се стопуваат, значи, ако збориме за владачката коалиција, ја не сум видел ништо во програмата која би можела да ми укаже на тоа дека ова политичката партија А, Б, В или Г во тој популистички пристап е присутна во програмата. Тие се таму само како да кажем, привлекувачи на гласови, но не се рефлектираат во политичката програма. Во крајна да не заборавиме, прва 2013 или 2014 имаше заедничка владина и програма. Пред тоа и албанскиот партнер не беше рефлектиран во програмата. Така да мислам дека ова е дел од дневно-политичкиот спин кој нам ни се случува како може леви со десни. Па Ангела Меркел може со левите во Германија да спроведува политика, а кај нас каде што уште полесно е. Кај нас идеологијата нема врска, ако ми одиме не само ова да го кажам. Ако одиме ние во класични идеологии, па и програмите немаат врска со предзнаците, знаете. Леви имаат карактеристики своји, десните имаат своји карактеристики. Не може да правиме паралела со Америка, каде што се знае левите што бараат, мислам, малце по левите од десното и малце по десните од десното, а што бараат кај нас. Кај нас се индивидуализира, се врзуваат околу личности и околу предзнаци, а не околу партии. А да се врзува околу идеологии, ви велам и буџетот и начинот на кој функционира и дерегулацијата, една од најголемите разлики помеѓу демократите и републиканците во Америка е дерегулацијата. Е обемот на федералната влада. Кај нас ми имаме десничарска партија, например, која го зголемува бројот на вработени во владата, па има субвенции. Знаете, тие немаат идеолошки презнаци. Така да во ситуација каде што ми имаме реалност таква, мене ми е дебутантно да збориме како може лева со десна. Нема врска тоа. Кај нас тоа е чисто дневна математика. Тога се поставува дека приоритетот е останување на власта и собирање на секој глас кој што може тоа да го осигура од едната страна, или од другата страна освојување на власт повторно со собирање на сите сили кои што може да придонесат кон тоа. Значи, тоа е единствената логика која што сега ги движи сите. Овие избори ќе бидат токму тоа, борба за секој глас, буквално за секој глас. ВМРО ДПМН е и тој популизам со кој што владее во изминативе 10 години, не случајно го натера да коалицира дури со 25 коалициони партнери, без разлика на тоа дали се тие човек партија, дали имаат членство и така натака. Битна е бројката која што ќе се презентира во медиумите и луѓето да го слушнат тоа. Меѓутоа имаме нови избори и идеолошки коалиции кои што до сега не биле склучени, сега за прв пат ќе се случи тоа со ВМРО за Македонија. Тука имате три десничарски партии кои што се идентични по идеологија, кои што има таргет група која што ја таргетира она старо, кој што го таргетира она старо ВМРО-ско членство и кое што на овие избори може да биде изненадувањето од причина што тие покрај тоа што се идеолошки, нели многу блиски, таргетираат и сите заедничка имаат сите заедничка група која што планираат да привлечат и да гласаат за нив. И за прв пат на овие избори десницата и левицата ќе имаат алтернативи.
во ВМРО за Македонија, односно ВМРО ДПМН, и во Левица, односно СДСМ. Така што овие избори ќе бидат доста интересни. Има задржано политички блокови кои што се поведуваат од идеологијата и коалицираат заради идеологијата. Ќе видиме какви резултати ќе донесе тоа во Македонија. Точно е дека идеологијата не игра голема улога при формирањето на влада, при формирањето на мнозинство во собранието, меѓутоа предизборно се појавува една опција која што ќе биде доста интересна за наблюдување, која што би можела да направи резултат кој што би ги изненадил сите. Колозова, што можеме да очекуваме од оваа формација? Сега доаѓа веќе 3:1. Значи, 3 коалиции опозицијски наспроти власт. Па јас сметам дека повторно ќе поведе партијата на власт, партиите на власт и ВМРО ДПМН и ДУИ. Мислам дека ќе освојат најмногу гласови, дека нема да освојат така многу како порано, значи дека ќе се разводни моќта која што до сега имале. Сега веднаш на Фејсбук ќе ви напишат дефетистички го подкопувате отпорот уште од старт. Јас постојано ќе имате многу долга дебата вечеров. Сите мене постојано на Фејсбук ме прашуваат од сите страни колку ме платила Хилари Клинтон за да навивам за неа, значи сите знаат дека сум навивала за неа, па реков Трамп ќе победи. По истата логика апсолутно е неважно за кого навивам. Анализите мои и некои претходни бројки кои беа достапни од анкети веќе не се по долг период упатуваат на тоа. Мислам дека ќе видиме нешто што се случуваше после бранот на протести во повеќето од земјите на маргините на Европа, значи Шпанија, Грција, Турција, дека ќе видиме повторно победа, но не толку убедлива на партијата на власт, дека ќе видиме поголема хетерогеност шаренило во опозицијскиот блок и мислам дека десница исто така и левица по радикалните партии, оние што повеќе отклонуваат од центарот, дека ќе изненадат и ќе бидат третиот силен опозицијски блок. Муслио, ајде прво кај македонците, па после албанскиот блок, бидејќи и таму има голема шаренија. Прво бројките ја што ги гледам укажуваат дека не е баш толку глатка ситуацијата и кај нас, како да кажам, колективната меморија и кондиција е многу послаба него што е кај другите поразвиени демократи. Знаете, кај нас него работи се менуваат и за еден ден, а камоли за 3 недели колку што ни се остават. Ја мислам дека ситуацијата е потесна, мислам кај десниот блок дека има сериозна опција, знаете. Опција на личности кои се препознаени, кои се така одважија да ги спојат нивните активности и бар по листите кои ги гледам дека се иде на мејдан, значи не се иде Ајде, четворката е најспецифична. Баш за четворката зборам. Тука имаме двоен дуел, значи првиот е Никола Груевски Заев, меѓутоа имаме уште еден дуел, а тоа е дуелот Георгиевски Груевски. Баш тоа сакам да го кажам, значи сите овие политички партии има таргет гласови кои ги бараат. Ја не верувам дека ВМРО за Македонија многу ќе ги брка гласовите кои евентуално се незадоволни со опозиционирањето на СДСМ или тие неопределените, туку баш има таргет гласачи кои биле подржувачи на владеачката партија и бар по реториката која се користи, они повикуваат на суштинските вредности или на исконските вредности на ВМРО ДПМН кои според таа коалиција тие ги представуваат. Значи они имаат таргет гласачи кои ги бараат. И не случајно се оди на мегдан баш таму. Од друга страна, гласачи кои би ги барале од СДС или од неопределените би била левица, не би била оваа коалиција. Реално оваа коалиција не е без политичко искуство и без партиско искуство. Збориме за партии кои на минати избори земале 20, 30 и повеќе гласови.
или за Љубе кој зел на председателски и многу повеќе. Значи тие представуваат реален ризик да го намалат бројот на кој бил претходно земен. Знаете, математиката може да ја направите и од собирање или од минусирање. Ми ако почнеме од минусирање и почнеме од тоа што по нас било максимално земено, некогаш, бар така и ни се промовираше 2014 дека е најдобар успех, дека е максималниот број и е илузија некој да очекува дека тоа пак ќе се повтори. Но ако само да кажам, него кога ќе почнеме да ги ваѓаме бројките, тогаш треба да минусираме. Минусирате што ќе земе овој, минусирате што сте изгубиле поради намален рейтинг, поради недобра економска клима, затоа се врши еден силен медијски притисок да се убедиме дека економијата е во ред, дека и ако нешто чувствуваме лошо, тоа е поради моментот и така натаму. Значи, реално тие што сака да приграбат гласови, сака да приграбат од тој што е на власт, не од тој што е во опозиција. Дури и левица, ако бара гласови, не верувам дека тие ќе има тенденција да и наштетат на опозицијската, туку ќе сакат да земат од тие популистички гласови кои со леви политики или со субвенции, не знам што, се приклониле кон владеачката. Тоа е простата логика. И сега ако ги минусирате вие гласовите, тогаш можеби ќе има мали разлики. Може би еден ќе предначи од другиот, него апсолутните бројки според мене ќе бидат многу блиски. Ќе бидат многу блиски. Четворката поставувано е често денови во ова прашање, меѓутоа се поставува веќе како прашање на два концепта, на две стратегии. Е бегство на Груевски од единицата или вистински предизвик, како што самиот рече, еве еднаш за секогаш да се соочат со Заев, како што вели Груевски на негов терен и да си ги расчистат сметките. Ако направам компарација, албанските лидери не се соочуваат во кецот, се соочуваат во шеската. Дури и лидерот на Беса се пријавил во шеската. Села се пријавил во шеската. Значи, и двете парламентарни, и двете вонпарламентарни коалиции се соочуваат во шеската. Која е причината зошто во четворката? Тоа ние може да шпекулираме тука. Затоа што ако сакаш во финален бој да влезеш, може би тоа е стратегијата. Но исто така може некого да предизвикаш, да му кажеш дојди на мој терен кај што се чувствувам покомодно. Ова мислам дека ова дубиоза ние ќе ја разбиеме на денот на изборите, затоа што некои резултати колку год да слушаме ние преку телевизии, некои резултати дента ќе се сменат и ќе дојдат на видело. Но самиот факт што и ВМРО за Македонија се приклучило на тоа, мислам дека меданот таму ќе се соочува и не е без причина, таму. Ние знаеме владините инвестициски политики кај се спроведувале, исто така знаеме каде е градоначалник лидерот на опозицијата, каде е она старото јадро на ВМРО на која атакира ВМРО за Македонија. Така да можеби тоа можеби и несвесно го дефинираме и географски и социолошки и гледаниот социјален аспект специфична е четворката со сиот опфат што го има. ДПМН ја објавија листата после СДСМ. Да. Мислам дека баш ова Алберт што вика дека е Мегдан чекал да види кај ќе биде за да Ама да сакал да го повика на Мегдан, тогаш можел да каже дојди тука ќе излеземе на Мегдан. Зошто тоа не се случи? Сакам да ти кажам дека не случајно е тоа. Добро, да, исто. Ама не случајно е тоа таму. А што да беше друга математика, да беше на пример лидерот на опозицијата во двојка? Мислиш че се слушаше промена. Мислам дека четворката си ги има своји специфики и баш поради тие специфики Мегданот е таму. Така се, значи на почетокот имаше и некои информации дека можно и Зоран Заев да се кандидира во единицата, па на крајот се одлучи да оди во четворката. Никола Груевски и ВМРО ДПМН тактизираа до 5 минути до 12 да ги достават листите и тогаш сите дознаа кој во која изборна единица ќе биде. Никола Груевски да се кандидираше во првата изборна единица, каде што мислам дека владеачката партија многу тешко, речиси да нема шанси да победи, и да одеше во таа изборна во единицата Никола Груевски и да вложеше максимални напори да победи, таа победа ќе му беше пирова со еден глас или барем нерешено да биде резултатот. А сега во четворката има два трофеја. Едниот трофеј ќе
ќе му биде кој што ќе го брка, претпоставувам ќе му биде Зоран Заев. Другиот трофеј ќе му биде тоа што го победил на негов терен, односно сака да му испрати порака дека еве доаѓам каде што си ти и таму да се пресметаме доколку не геш во КЕЦ-от. Во КЕЦ-от и да се кандидираше, мислам дека ефектот кој што ќе се постигнеше од победата на ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски во единицата нема да беше толку голем. Сега овде се дуплира влогот и од таа причина четворката ќе биде најатрактивна за следење, за пратење и конечниот исход во четворката ќе ни испрати многу пораки за тоа кој и во каква насока се движел во изминатиот период. Таму мислам дека ќе биде мртва трка се до последниот гласач. Ќе се служат со сите средства за да добијат што е можно повеќе гласови. Меѓутоа, политичките партии мислам дека покрај тоа што ќе биде свртено вниманието кон четворката, ќе се борат во други изборни единици каде што се прави разликата и каде што се добиваат изборите на крај. Нема да те оставам да дишеш, беше пораката од конвенцијата на Груевски до Заев. Што ви говори тоа? Не сум го слушнала тоа. Мене друго ме копка. Што се случи, например, ако се изгуби во КЕЦ и се добие во четврка? Тоа е некој... Не, ако се... Кој символизам би бил поголем сега прашањето? Да, затоа што ова е наметнато веќе на ниво на стратегија и символизам. Види, математички збориме за најмала изборна единица по број на гласачи, најмала. Да. Најмала по избор, број на гласачи, територијално е најголема. Тројка е територијално најголема, ова е најхетерогена, бидејќи почнува од Струмица, завршува на Прилеп. И тука е мешавината на поддршката, фаќа и делови од поврдарието, се меша многу стратификацијата на гласачкото. Сепак збориме за изборна единица со најмал број на гласачи, знаете. Тоа некој ќе го вметне во дискурсот кој ќе имаме ние тука, нели, расправи за изборните резултати и така натаму. Така да има многу страни ова. Друго е спинот кој се користи. Спинот е и ние на тоа веќе сме навикнале. И овие 20 дена сигурно се случаме разноразни изговори и причини, демек, службени за некои работи. Но мислам дека и бројот е битен, затоа што менаџирањето на поголем број е потешко од менаџирањето на помал број. Така да само ви нафрлам и идеја. До недела сме рад од политички коментари и дебати, а по уште една пауза за реклами, нашите завршни прашања се кој е изборот демократија или пари и за што ќе се одлучат македонските граѓани. Кога ќе заокружат граѓаните во гласачкото ливче зависи од многу фактори. Покрај економскиот просперитет кој досега секогаш се наметнуваше како приоритетен мотив, во последно време подеднакво одлучувачки станува и демократијата. Фала Богу да имаме демократија. Пари, ако има демократија, ако е државата средена како што треба, ќе има и пари, и стопанството ќе оди напред. Али ако како до сега биде, тогаш не знам што да кажам. Поважно ми е повеќе пари. Демократијата носи повеќе пари. Меѓутоа, во оваа ситуација сега како што сме, нема ни демократија ни пари. За повеќе демократија да има слобода народот. Тоа, што друго. Во слична насока и се резултатите на една од анкетите на ИРИ. Истражувањето покажало дека на 45% од граѓаните им е поважен економскиот просперитет, а за 47% поприоритетни се демократските вредности. Дилемата зошто на парите во овој случај им се дава подеднакво, дури и помало значење во однос на демократијата, не е сложена, тврдат граѓанските активисти. Луѓето стануваат се повеќе свесни дека не е доволно само да живеете добро, иако ние и не живееме добро, но од друга страна дека е многу важно да живеете слободно. Чувството на слобода да го имате, чувството да живеете без страв, без притисоци, без разноразни закани и исто така да знаете дека можете да преживеете, значи од својот труд не само да преживеете, туку и квалитетно да живеете. Професорот Даштевски има поинакво објаснување. Пред долгиот период на транзиција и општествените избиднувања во периодот од 1990 до 2001 година ја успорил имплементацијата на демократијата. Тоа што представува демократија сме го внеле во уставот. Значи почитување основните човекови слободи и права, кои се институции на системот, како се основаат, како се бираат и така натаму. Значи тоа е се направено
меѓутоа имплементацијата доцни. Така што паралелно ви викам со економијата се развива и имплементацијата, односно реформите кои треба да се направат во политичкиот систем. Покрај економскиот просперитет и демократијата, на граѓаните им е важно и конечно расчистување со криминалот и корупцијата, покажуваат дел од истражувањата. Потребата да се одблокираат евроинтеграциите е исто така еден од мотивите. Според аналитичарите, младите се повеќе учествуваат во формирањето на јавното мислење, а нивната визија е секогаш поперспективна и насочена кон иднината. Колешката Сања Јовановиќ беше тоа со прилог со еден работен наслов, демократија или пари, што ќе биде клучно во одлучувањето на гласачите. Гаџевски, ајде од... На овие избори постојат две насоки. Едната насока е дали сте задоволни со тоа како живеете сега, што се случувало во изминатите 10 години, дали има напредок во вашиот животен стандард, дали се чувствувате еднакви пред судовите, дали институциите, односно администрацијата ја врши работата однака како што треба, односно подобро секоја наредна година во изминативе 10 години, или другиот концепт, не сте задоволни од сето тоа што до сега се случуваше. Така што измеѓу тие два концепти ќе се кршат копијата на овие избори. Сметам дека луѓето, односно гласачите на овие избори ќе имаат доволно опции и алтернативи самите да изберат за тоа што сакаат да се случува со Република Македонија. Дали го сакаат првиот концепт и дали сметаат дека им е добро да живеат во состојбата во која што живеат во изминативе 10 години, или сакаат нешто да се промени. Доколку сакаат нешто да се промени, сега кои им остануваат сите опозицијски опции кои што им се на располагање, а доколку сакаат да продолжат или сметаат дека во изминативе 10 години Република Македонија напредувала и одела напред, тогаш сигурно дека ќе гласаат за ВМРО-ДПМН. Ако направиме споредба и ги споредиме параметрите каде била Република Македонија пред 10 години и каде се наоѓа сега, мислам дека сликата е кристално јасна. Освен тоа што невработеноста се намалува заради тоа што младите луѓе се одселуваат од Република Македонија, мислам дека сите останати параметри не одат во контекст на не ги подценувате владеачката партија, иако за тоа беа фрлени многу пари, се отворија слободни економски зони во кои што доаѓаат странски инвеститори и седат во Република Македонија додека ги субвенционира државата и после тоа гледате дека си заминуваат. Така што мислам дека таа политика на економски развој, на економски добробит на граѓаните, на овие избори ќе помине полошо отколку на било кои избори претходно. Така што другата опција е враќање и нормализација на општеството, враќање во функција на институциите кои што се директно задолжени за квалитетот на живот на граѓаните и мислам дека тука околу тие две клучни работи ќе се кршат копијата. ВМРО-ДПМН сигурно ќе извади програма која што ќе биде на 369 најголема досега, ќе видиме во понеделник, која што не верувам дека многу голем дел од електоратот воопшто ќе пролиста, а да не правиме муабе дека ќе ја чита. Од друга страна, очекуваме и од опозицијските партии во наредниот период да излезат со своји конкретни мерки, меѓутоа мислам дека ќе се базираат на враќањето на демократијата и нормално функционирање на институциите на системот, така што како што споменав, ќе може граѓаните да бираат помеѓу тие два концепти. Ќе видиме на 11 кој ќе победи. Колозова, демократија или пари е краткиот наслов, поголемиот би бил два различни концепти. Првиот опозицијски, без оглед дали се тука СДСМ, десница, левица и сите, фокусиран кон она што значи деструкција на тој систем на заробена држава, враќање на рестарт на општеството и оној на власта кој што е очигледен според досегашните најави, повторно една понуда на
микропроекти за решавање на различни проблеми на граѓаните во фокусот и занемарување на оваа голема макрослика која што се чини и за дел од општеството дома, но и за оние однадвор кои што не обсервираате побитно. Што ќе доминира во изборот на гласачите? Па јас мислам дека едното е иманентно врзано за другото. Вие не можете да имате нормална функционална економија во услови на заробена држава. Ако значи бизнисите се чувствуваат уценети постојано, ако малите предприемачи се чувствуваат постојано под некаква закана, ако отворат бизнис или се трудат да обстојат со својот мал бизнис во едно обкружување на драконски глоби и несватливо комплексни закони, значи вие сте под постојана закана и како економски субјект, како некој што треба економски да се самоодржува. Ако сте работник кој што се или учител кој што се плаши дека ако штрајкува ќе биде отпуштен од работа, повторно демократијата и живеачката, економскиот опстанок се иманентно врзани. Затоа мислам дека тие две нешта не се така исклучиви. И ако биде казнато ВМРО ДПМНЕ, ќе биде казнато изради ваквиот приод кон економијата, кон економските слободи, кои што ги засега и социјалните слободи, а тоа е живеачката, тоа е опстанокот, тоа е пари, со тоа што гледаме дека и пари и демократија мора да одат заедно. И уште една работа, сите показатели економски, јас не сум економист, но имам близок колега кој неодамна ми ги покажуваше цифрите, јас сега точните не ги памтам, само знам дека за цело време странските инвестиции имаат многу помал удел во бруто домашниот вакво производ од домашните инвестиции. Ако значи треба да се оди на домашни инвестиции, ако тоа е политиката на која што треба се инсистира за економски благодет на ова општество, тогаш економските слободи и другите форми на демократија треба да бидат зајакнати. Репресивноста значи и економска стагнација. Тоа сакам да кажам. Муслија? Демократијата и парите одат заедно. Не случајно најразвиените демократии се и најбогати. Сега неќем ја овде програми да разглобувам. Добро, ги немаме да ги разглобуваме, а ќе ги разглобуваме, ќе имаме време. Политичките партии, но ако успеат од опозицијата да укажат на тоа дека во едно демократско општество каде што нема корупција, нема превземање на институциите, дека таму сите јавни работи коштаат поевтино, дека има повеќе пари затоа што корумпираните пари се во оптек, тоа значи и повеќе пари. Ако се мисли само на денот на изборите, пари или демократија, дали некој ќе гласа по своје мислење? Во смисла на двата концепта кои што се нудат и што ќе превагне кај граѓаните. Јас сум прилично сигурен дека овие избори сега ќе бидат толку длабоко мониторирани дека концептот на денот пари или демократија ќе биде сведуван на минимум затоа што казните се прилично драконски. Но во суштина мислам дека ако добро генерален концепт како судир на два концепта тоа беше прашање. Ако добро се елаборира од учесниците во процесот дека демократијата и парите одат заедно, дека демократија значи и по транспарентен начин на трошење на јавните добра, на буџетските пари, дека кога државата нешто ти овозможува, не значи дека ти дава неизини пари, туку ти дава твои пари кои он ги менаџира. Но се ова ќе биде дел од политичката кампања која политичките партии стварно ќе треба да го користат. Него според мене апсолутно тие две работи одат заедно. Апсолутно, долгорочно не може да имате вие богата држава која е недемократска, затоа што сите тие кои ја прават недемократска, тие пари ги користат повеќе за своји цели и за своји потреби отколку за општите потреби. На почетокот го спомнавме Прибе и колумната на еден мој колега кој што рече ќе победи Прибе, односно тоа во превод би значило кој да дојде ќе мора да го спроведе она што е испорачено и во извештајот на Прибе и во итните реформски приоритети и сега во извештајот што го добивме од Европската комисија. Верувате во тоа? Па товарот на следната влада која да биде после 11 декември ќе биде токму тој. Без оглед што дел од политичките гарнитури сега со
иронија, подсмешливост гледаат на тие документи? Видете, кога излезе извештајот на Прибе, мислам дека бевме тука во ова студио или слично нешто неколку така. пати, не. Мислам дека ВМРО ДПМН уште тогаш се зафати сам со формирање внатре во владата на тимови кои што ќе работат на подобрувањето на условите во секторите каде што се најдени тие аномалии. Само дигресија, за 2 години не ги знаеме ни име ни презиме на некој челник од тимот. Да. А за акцијскиот план да не говорам кој што се најавуваше 3 пати. Друго ми беше поентата. Значи, кој да дојде после 11 декември, ако сака Република Македонија да бележи било каков напредок, дури извештајот од Европската комисија е условен и во тој извештај се инкорпорирани токму забелешките на Прибе, ќе мора сериозно да се зафати со реформи внатре во државата. Токму тоа е тежината на овие избори. Нема да биде најголемата тежина да се победи на овие избори. Најголемата тежина доаѓа после 11 декември и реализирање на се она што се нарекува реформи кои што произлегуваат токму од извештајот на Прибе. Инаку ние ќе останеме меѓународно изолирани. По 1 минута Муслио и Катерина. Јас сум апсолутно убеден дека од Прибе извештајот и од идните реформски приоритети нема бегање. Можеби за никого? За никого. Можеби нијансите ќе зависат во на ентузијазмот со кој тој ќе се спроведува или како што знаеме ние со таа балканската комплицирана политичка испревртеност, можеби нешто и да се заташка. Но тоа бегање нема и нашто после последниот извештај каде што тоа станува дел од нашето евроатлантско интегрирање, значи нема од тоа бегање. Ја дури похрабро можам да кажам дека сите тие после 11 декември ќе охрабруваат една специјална институција која е така меѓу нас да ја зајакне својата работа, дури верувам дека ќе имат ентузијазм и да покажуваат кој повеќе ја поддржува за да напокон Македонија помине низ една катарза и подигање на довербата кај граѓаните. Знаете, многу оптимистички, особено во однос на СЕО, немаме многу време, 15 секунди само да го кажам во изборниот процес и пак некои разговори ќе не подсетуваат на тоа каде некои институции биле забегани. И враќање во таков начин на владење, апсолутно сум сигурен дека нема. Еве 5 секунди, да, ќе победи Прибе и колумната е гениална, со се внатре се согласам. Значи тезите таму, зашто и по која логика? И да, кој да дојде на власт ќе мора. Како ќе победи Прибе со оглед на тоа што вие победникот го лоциравте веќе во постојната гарнитура, за која што за Прибе можеби не беше овој пат тоалет хартија, но беше онака миризливо шамивче кое што само го мафтаа по потреба. Мислам дека на сите им е јасно кој да победи. Прво јас стварно не сум видовита, не можам да знам, тоа ми е прогноза кој би победил. Може комплетно поинаков да биде резултатот, но мислам дека кој да победи дека ќе мора да вакво да го спроведува Прибе и дека Прибе му дише во врат на тој што ќе победи кој да е. Апропо она со дишењето. Добро, некому ќе му изгледа како освежување, некому како врачење. Јас ви благодарам на сите тројца што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Утре со вас во истиот термин е Александар Човски.